ВАР, успешна имплементација во македонскиот фудбал. Ова утро заедно со нас е Дејан Јакимовски, проектниот менаџер на имплементацијата на ВАР системот во нашата фудбалска лига. Добро утро. Добро утро, Бранко. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Што е ВАР? Видео асистент рефери. Значи што? Видео асистент судија. Алатка која што во принцип не треба да му помогне само на судијата, туку и да го зајакне интегритетот на фудбалот. За жал, после 7 години се применува во Македонија, меѓутоа горд сум на имплементацијата, горд сум на ова раководство, горд сум на ентузијазмот кој што постои во Фудбалската федерација за да се спроведе еден ваков значаен проект. Уште на почетоците на појавата на ВАР се споменуваше дека ќе бидеме можеби една од првите земји која што ќе го имплементира, меѓутоа не се успеа во тоа од X причини. Кој знае зашто, сега веќе тоа заминува во историјата. Кои се клучните чекори во процесот на прегледување на една ситуација преку ВАР, од моментот на спорната сцена, нели, она што ќе се случи па до конечната одлука? ВАР работи по протокол. Протокол кој што е усвоен и донесен од страна на меѓународниот борд. И тој протокол практично не може да биде прекршен. Имаме одредени 4 ситуации, односно имаме 4 категории кои што може да бидат прегледани со ВАР. Тоа е гол, ситуација кога имаме казнен удар, ситуација кога имаме погрешен идентитет, и тоа се ситуации во суштина кои што можат, односно подлежат само на ВАР преглед. ВАР прегледот во суштина не значи ВАР интервенција, заради тоа што сето тоа зависи од каква е одлуката на теренот, односно која е одлуката на главниот судија. Така да сите тие чекори мора да бидат запазени, не смеат да бидат прекршени, за да имаме ние еден интегритет на целиот процес. Прво коло поминаа сите надпревари, поминаа надпреварите, нели? Дали сте задоволни од онаа што беше изработено од страна на ВАР собите? Апсолутно. Апсолутно. Кога сме кај собите имаме 3 соби. ВАР центарот во Фудбалската федерација има 3 соби, што подразбира дека во исто време можеме 3 надпревари да оперираме од ВАР центарот. Да се вратам на прашањето, да, задоволни сме, особено после саботните интервенции кои што беа едната во Куманово, едната во Струга. Практично ситуации кои што многу тешко може да се забележат на самиот терен со што би се рекло со голо око од страна на главните судии, заради тоа што многу тесни моменти, тесни ситуации каде што во принцип затоа е имплементиран ВАР. Ќе одиме со ред, разговаравме пред овој настап во живо на кои ситуации да се осврнеме. Нема да ги коментираме судиските одлуки, туку чекорите по кои што е дојдено до проверка или она што се случува на теренот. Втора минута надпревар меѓу Шкендија и Шкупи, може да го видиме тоа на фул скрин, на цел екран, ќе ја замолам режијата. Жолт картон за играчот со број 26. Еве го тој момент и да искоментираме како, што и зошто. Тоа е практично првата ситуација или да речеме првата официјална ВАР проверка која што се случува. Да, тоа е преостар прекршок кој што главниот судија го проценува без разлика што е во многу рана фаза на надпреварот, гледате минута и 30 поминати, меѓутоа заради задржување на целосната контрола се решава да покаже жолт картон за овој преостар прекршок. ВАР во оваа ситуација практично ги користи сите камери, односно сите агли. Надпреварите, знаете, идат на директен пренос преку Македонската радиотелевизија со 6 камери, односно сетапот на камери е 4 поставени на главната линија, 2 централно, 2 позади, односно паралелно со офсет линиите и 2 позади гол. Врз основа на доказот кој што го има главниот судија од сите 6, односно ВАР судијата од сите 6 камери, ја потврдува или може да ја коригира одлуката доколку смета дека треба да интервенира за црвен картон. Да, значи ова беше проверка дали е преостар стартот и дали требаше наместо жолт да се додели црвен картон, односно исклучување. Можеме да одиме со вториот момент што го имаме на истиот надпревар, 12-та минута, прекршок во 16-тникот, прекршок за пенал од истиот надпревар, Шкендија Шкупи одигран в петокот на 8.8.2025. Уште една ситуација која што има одредени ситуации во кои што ВАР собата прегледува по дефолт ситуации, моменти кои се случиле над преварот. Еве го овој момент за кратко ќе се случи.
момент со потенцијален пенал. Дали има игра со рака или не? Апсолутно. Позицијата на главниот судија, одсечноста во одлуката, неговата проценка и поставеност даваат јасно до знаење дека он има целосно контрола и прегледност, односно знае како да ја антиципира таа ситуација. Од тука тоа е многу клучно и за ВАР кога ја прави ВАР проверката. ВАР треба да најде од неговите агли. Сега само дали беше играта со рака или сега овој фаул што беше прегледано? Прекршокот беше прегледано во втората ситуација. Во суштина ВАР за да треба да интервенира треба да има многу јасен и очигледен доказ. Филозофијата на ВАР е дека треба да имаме минимални интервенции, а да имаме максимална бенефит, односно корист за интегритетот на фудбалот. Така да апсолутно втора проверка која што е многу успешна, патем ВАР судиите имаат методологија, односно има пристап и чекори како треба да работат со таа технологија, нормално асистирани се од реплей оператор кој што седи до нив и практично оперира со техниката, меѓутоа моментот до доаѓање на доказот е практично одлука на ВАР, односно неговото знаење како да дојде до правилен преглед. 76-та минута можеме да го видиме и тој момент од овој надпревар меѓу Шкендија и Шкупи, кој што заврши со 5:1 во корист на актуелниот шампион на Македонија. Голот на Бесарт Ибраими за 4:1. Дали е коректен или не, со оглед на тоа што имало одредени ситуации кои што се случиле предходно или која што се случува ситуација за време на постигнувањето на голот. Тоа е гол во моментот, но нели? Пак ќе кажам, идеална поставеност на главниот судија, ако не навлегувам во правилност или неправилност во арбитражата, апсолутно, меѓутоа во овој момент клучно е ВАР да провери дали имаме можна игра со рака или не, заради тоа што е постигнат гол. Ако е постигнат гол, тоа по автоматизам значи дека ВАР судијата треба да го отвори ВАР протоколот и да ја направи таа проверка. Можна игра со рака не била детектирана од страна на ВАР судиите врз основа на доказите кои што ги пружаат сите 6 камери, односно 6 агли. На крајот одлуката на терен признаен гол останува. Да. Слична ситуација имавме, може веднаш да одиме на мечот меѓу Вардар и Пелистер, 50-та минута, голот на Мато. При водство од 2:0, ако не се лажам, беше тоа. Да, голот на Мато. Исто така по дефолт реакција на ВАР собата за момент откако е постигнат голот, подзастана и играчите и арбитарот на теренот, нели што е нормално, се почека да до кога може да се менува ВАР одлуката? Се додека не продолжи играта. Да. Практично при прекин на игра. Освен во две ситуации, а тоа е кога имаме агресивно однесување од страна на играч или кога имаме погрешен идентитет на играч, односно кога главниот судија ќе го промаши жолтиот картон или црвениот картон, односно бројот на играчот со некој друг. Во тие ситуации играта може да биде прекината во секој момент. Во сите останати ситуации играта не смее да продолжи се додека трае ВАР проверката. И што ако продолжи играта, значи тоа е веќе нов момент. Апсолутно правилата на фудбалската игра не дозволуваат да се врати повторно назад одлука која што веќе еднаш кај донесе. Да, ова е направено се со цел нели да се задржи темпото во играта, да се задржи динамиката, да не се забави фудбалот кој што е една од Апсолутно. Не, впрочем, многу пати сте говорели и вие како спортски новинари, филозофијата на одложување на кревање на знаме, кај асистентите суди гледате може да е офсет па да продолжи акцијата до крај, да ја остави до крај. Тоа е се во интерес на фудбалот затоа што фудбалот игра за постигнување на голови. Постигнат гол и потоа поништен, тоа ќе биде најспектакуларниот гол што не беше постигнат во наводници. Точно. Да. Чиста е ситуацијата и со овој момент. 73-та минута на овој надпревар. Спротивниот табор беше во прашање. Симулацијата за пенал на Мирко Ивановски доби жолт картон по нели симулирање на прекршок, по автоматизам подразбира жолт картон, односно интенцијата на играчот е да го наведе судијата да мисли дека е прекршок. Во таа ситуација главниот судија треба да искомуницира многу јасно одлуката на терен, односно ја образложува одлуката, кажува жолт картон за играчот со број тој и тој, односно Мирко Ивановски во овој случај заради симулирање на прекршок. После тоа ВАР веќе има информацијата, знае што проверува, ги користи сите агли, ја потврдува или ја преиначува одлуката. Башкими Арсими
25-та минута, ВАР интервенција, пеналот преиначен во индиректен, да, бидејќи е надвор. Да, меѓутоа еве да го видиме тој момент, она што не може да односно што не секогаш може да се забележи со голо око, и судиите се луѓе, нели? Еве го тој момент. Што прави тука ВАР? Поставуваат зид на линијата? Не, овој надпреварувачки ден практично се првите две ВАР интервенции. Односно, две одлуки кои што се променети на судиите на терен од страна на ВАР. Едната е на Башкими Арсими, оваа која што во моментов ја гледаме. Главниот судија доноси одлука на терен казнен удар заради прекршок сторен во казнениот простор. Меѓутоа, по прегледување на снимка, ВАР интервенира, односно наоѓа јасен доказ дека моментот на контактот, односно моментот на прекршокот е надвор од казнениот простор. Имајќи предвид дека ова е фактичка одлука, а ВАР разликува фактички и субјективни одлуки, затоа главниот судија не отиде на преглед на снимка на терен, односно на монитор, туку само добива информација дека прекршокот не е во 16-етникот, него е надвор од 16-етникот и ја преиначува одлуката во директен слободен удар. Да подсетиме и да потврдиме дека арбитарот има право да ја прифати или да не ја прифати одлуката на ВАР собата. Ова е фактичка одлука. Ова би било субјективната. Субјективната, да, во право сте. Фактичките одлуки во принцип тука немаме дискусија. Фактот е факт, моментот на контактот е надвор од казнен простор и тука судијата е должен да прифати. Графички прашав дали ВАР собата поставуваат зид на линијата од 16 метри, па така се проценува каде е фаулот? Не, со стопирање на кадарот, односно на наоѓање прво на моментот на прекршокот од сите агли и потоа се отвара 16 метарска камера, односно камерата која што е паралелна на офсет линија и тука се проценува прекршокот дали е внатре или надвор. Вон или надвор. Дали е во или вон границите на 16-етникот. Добро, тоа е Башкими Арсими, надпревар одиграна 9 август, 25-та минута. Струга, Македонија, Ѓорче Петров. Истиот ден, 41 минута. Можеме полека да видиме и таа ситуација. Поништен прв гол на Струга поради прекршок игра со рака пред директно постигнување на гол. Да, ова е исто фактичка одлука, односно по постигнување на првиот гол за домашната екипа, по прегледување на снимка од страна на ВАР судиите детектирана игра со рака, проверени се ВАР судијата ги провери сите агли, односно камери кои што му беа дадени на располагање. Најде јасен и очигледен доказ дека напаѓачот ја удира топката со рака пред постигнување на гол. Повторно имаме фактичка одлука заради тоа што импактот од играњето со рака е гол и затоа главниот судија практично не оди на преглед на снимка на терен, односно ја менува одлуката во директен слободен удар за одбраната. Имавме ВАР на сите надпревари, кој што се одигра, останува уште Силекс и Брера, 17:30 часот, 11 август, денеска. Што очекувате од ВАР асистентот на овој надпревар, дали да продолжи во ист ритам? Очекувам да продолжат буквално во ист ритам, да ги задржат критериумите кои што ги има во изминатите неколку надпреварувачки дена. ВАР судиите се навистина спремни, поминаа многу интензивна обука во последниве 36 дена. Ми го одземавте прашањето, но продолжете со... Апсолутно, поминаа многу интензивна обука која што се практично е направена во 3 дела. Еден дел се офлайт тренинзи кои што се прават на ВАР симулатор, потоа идат на практични сесии на терен, кратки надпревари, односно кратки ситуации по 20 на минути во казнен простор и на крај имаат целосен надпревар за судење. Патем тука се сите теоретски едукативни предавања кои што ги имаат во целиот тој процес, теоретски тестови од ВАР протоколот, навистина интензивен период и горд сум на сите судии кои што практично ја добија таа сертификација, односно успешно ја заврши едукацијата. А на операторите на снимките? Исто, апсолутно. Имајќи ги искуствата од другите земји, многу е тешко прво да најдете технички спремни лица кои разбираат фудбал. Многу е лесно да најдете техничко лице кое што знае да работи техника или конзоли, меѓутоа клучно е да разбира и фудбал. Не по правила на игра како судиите, меѓутоа да разбира суштината на... Да знае кој каде се движи и што треба да направи. Да знае суштина, што е казнен простор, што е офсайд, значи многу едноставни работи. Ние имаме за наша среќа 9 ваши колеги,
кои што многу успешно се носат со нивната одговорност. Па знаете како, кога почнува светско првенство во фудбал, ние имаме 2 милиона селектора во фудбал. Кога почнува во ракомет имаме се разбираме ние Апсолутно. Видете, така и во фудбал. Да, овој пат за среќа стручно се разбираат луѓето така и во фудбал. И онака како што е потребно. Колку луѓе се вклучени во ВАР собата, ВАР тим за еден надпревар? И какви се улогите? Минимум 3, ВАР судија, асистент на ВАР судијата и реплей оператор или оператор за повторување на снимка. Тоа е стандардниот сетап. FIFA, односно IFAB протоколот кажува дека може да се вклучи дополнителен реплей оператор доколку имаме повеќе од 12 камери, односно повеќе од 12 агли. Прифатливо е дека едно техничко лице може да оперира до 12 камери, се што е над 12 оперира втор оператор. Имплементацијата во различни земји е различна. Во некои имаме ВАР сапорт судија, односно судија кој што е во суштина подршка на ВАР судијата. И имаме ВАР супервизори, односно лица кои што се надвор од ВАР собата, кои што го мониторираат целиот аудио и видео надзор, заради тоа што тие не учествуваат во донесувањето. Апсолутно не, доколку се само неми гледачи. И на крајот практично на надпреварот даваат фидбек во однос на тоа како е почитуван протоколот, како е спроведен прегледот, дали методолошки е испочитувана целата процедура или не. 3-4 прашања брзи. Колку просечно трае една ВАР интервенција и кои фактори најмногу ја забавуваат? Зависи од тежината, кои фактори ја забавуваат. Веројатно моментот да го најдете јасниот и очигледен доказ. Односно да ги проверите сите камери, да дојдете до моментот дека дава јасен и очигледен доказ. Тоа е примерно. Ако вие го имате потоа доказот, потоа повторувате, потоа ги проверувате сите останати критериуми, за да знаете дали е техничката или дисциплинската мерка на главниот судија правилна или не. Имаме ситуации каде што во една акција во фазата на градење на напад може да има можен прекршок. Практично со секое постигнување на гол или во ситуации на спречување на очигледна шанса за гол се проверува целата акција од моментот кога е почната. Тоа е фазата на градење на напад. Така да се проверува офсайд, па на крај доаѓаме до моментот практично кој што треба да биде круцијален за одлука. Дали ВАР ја подобри правичноста во фудбалот или отвора нови контроверзии, сакаат да кажат познавачите во наводници на фудбалот? Знаете како некој кој што доаѓа од таа судиска фела, јас многу пати имам и јавно говорено дека судиите и судењето се над квалитетот на фудбалот во Македонија. Ова не го кажувам потценувачки, нити пак сум пристрасен према моите колеги поранешни судии, не. Мислам дека квалитетот на судењето бил и ќе остане многу висок. ВАР е една алатка која што во суштина ќе придонесе решавање на многу тешки ситуации кои што тешко може да се проценат на терен, како овие кои што ги видовме денеска преку видео примери, а од друга страна ќе го засили и зајакне интегритетот на фудбалот. Впрочем, тоа беше и ветување кое што и самиот председател на Фудбалската федерација го даде на неговото Масаро Мерагич, кој што го даде на првото негово изборно собрание, практично од кога најави имплементација на ВАР системот. И после 4 месеци ние имаме ВАР. Ги тргам настрана на сите оние подготвителни бирократски процедури или административни од 2 или 3 месеци. Генерално од првиот киков митинг во април ние имаме за неполни 4 месеци имплементација на ВАР, што е реткост во светски размери. Верувајте дека кога практично дојде моментот да известиме FIFA, заради тоа што FIFA е одговорна за имплементација на ВАР, кога кажавме кој е периодот кога најавуваме имплементација на ВАР и до кога ќе ја примениме, односно завршиме, беа навистина скептични. Така да навистина сум горд на целиот тим кој што работеше заедно со мене и со мојата екипа, заради тоа што невозможното практично стана возможно. Сега доаѓа моментот кога судијата, односно ВАР, заедно со арбитарот донесува непопуларна одлука. Сега во нашето опкружување, во кое што сите знаеме се ставам и јас во тој кош, прво лице еднина, односно прво лице множина, сите знаеме се, многу е тешко да не убеди некој во нешто што е и реално, што е докажано и со снимка, и со правила, и со протоколи. Како се справуваат арбитрите со таквиот момент, кога едноставно и покрај сите докази кои што постојат, сепак нивната одлука се смета за непопуларна? Јас на многу работилници или на многу едукативни предавања на судиите, па и со медиумските работници или со други засегнати чинители, имам кажано дека во суштина ВАР не носи безгрешност. Треба да бидеме свесни дека тоа е технологија која што во позадина ја управува човечки фактор.
автоматски што имаме ние човечки фактор, човечкиот фактор може да ги поместува линиите, може да прави малварзација. Не, тоа е техника, тоа е видео офсет лайн, тоа не може да се мислам цртањето на линиите, се знае по согласно правила на фудбалска игра, односно се бара последната точка на играчот каде завршува доколку проценуваме офсет. Меѓутоа поентата ми беше дека што ми имаме ние технологија управувана од човечки фактор, по автоматизам значи дека имаме некаков субјективизам. Тој субјективизам се однесува на одлуките кои што може да имаат одредено свое судиско убедување или кои што подлежат на интерпретација на правила на фудбалска игра. Не секогаш сме виделе, не само во многу јаки првенства, туку и на европски и на светски првенства, дека се носат погрешни одлуки и покрај примената на ВАР. И во финалиња, апсолутно, кои што директно влијае. Меѓутоа, целта за која што е воспоставен ВАР е дека тие се сведени на минимум. Така да минимални интервенции, максимална бенефит или корист. Тоа е филозофијата на ВАР. Има одредени чинители во фудбалот кои што велат дека ВАР го убива ритамот на играта. Што е поважно? Ритамот на играта или вистината? Мислам дека вистината, односно интегритетот на самиот надпревар. Многу пати имам направено една паралела, а тоа е статистички податок кој што го има извадено FIFA и кој што вели времето потрошено за ВАР интервенции е скоро исто колку времето потрошено од играчите кога симулираат прекршоци или бараат лекарска интервенција или протестираат на судии. Да. Практично разликата на крајот на надпреварот во вкупно изгубено време нема разлика. И од тука не можам да се согласам дека ВАР интервенциите одземаат многу време. Дијан Јакимовски, проектен лидер за имплементација на ВАР системот во Македонија, во македонскиот фудбал. Честитки за она што го направивте, честитки за она што го правите, имајте многу среќа, многу успех во работата, некоја одлука која што ќе треба да се искоментира или некој сет на одлуки кои што ќе ги имате како поука за понатаму, во секое време кога сте подготвени, сите вие арбитрите сте добре дојдени во студиото на Македонската телевизија, затоа сме тука, нели, за јавност. Благодарам многу на поканата. ВАР системот самиот по себе нуди транспарентност, отчетност и јавност. Во секое време сме отворени на било која покана. Денеска задоволството беше моја. Ја затвораме заедно последната моја утринска емисија. Во оваа фаза од кариерата се враќам во спортската редакција. Сакала јас или не, тоа ми е судбината. Ете, ќе се гледаме, ќе се слушаме почесто. Благодариме уште еднаш за учество. Благодарам и на вам.